Подгответе се за учење и забава. Јас сум Рики. Добре дојдовте во нашата весела училница. А јас сум Кики. Училницата на Рики и Кики. Здраво дечиња. Подготвени ли сте за нова авантура? Денес ќе истражуваме кафеавата боја. Тоа е боја што ја има во дрвјата, земјата и кај многу сладки работи. Ајде заедно да откриеме каде се крие кафеавата боја. Сепак, ние успеавме да ја пронајдеме кафеавата боја на 10 различни места. Таа ја има кај лисица, топка, пеперутка, есенски лисија, мачка, зајче, кора од дрво, мед, орев и гнездо на птици. Доколку имате некоја интересна идеја или мислите дека пропуштивме нешто, слободно пишете ни на Facebook. Со задоволство ќе ги прочитаме вашите предлози. Училницата на Рики и Кики. Лисица. Лисицата е диво животно што живее во шума. Таа има кафеаво крзно и долга опашка. Многу е брза и паметна. Училницата на Рики и Кики. Топка. Топката е за играње. Може да се фрла, удира и шутира. Со топка се игра фудбал, а може и ракомет. А некои топки се шарени. Училницата на Рики и Кики. Пеперутка. Пеперутката е мало инсектче со крилја. Таа лета од цвет на цвет. Некои пеперутки имаат кафеава боја. Училницата на Рики и Кики. Есенски лисја. Во есен, лисјата паѓаат од дрвјата. Тие стануваат жолти, па потоа кафеави и така паѓаат од дрвата. Училницата на Рики и Кики. Мачка. Мачката е домашно животно што сите деца ги сакат. Тоа сака да си игра додека е малечко и да спие во неговата крошна. Некои мачки се кафеави и многу убави. Училницата на Рики и Кики. Зајче. Зајчето е мало, меко и многу сладко животно. Тоа има долго уши, мека волна и мала опашка. Зајчињата се многу брзи и сакат да скокат по тревата и да се играт во природата. Зајчињата се мирни и плашливи животни. Тие живеат во дупки или во безбедни места каде што можат да се сокријат. Нивните долги уши им помагаат добро да слушаат, а мекото крзно ги чува топли. Има и кафеави зајчиња. Училницата на Рики и Кики. Кора од дрво. Кората е надворешниот дел од дрвото што го покрива стеблото и гранките. Таа има многу важна улога затоа што го штити дрвото од дожд, ветер, сонце, студ и од разни инсекти што можат да му наштетат. Кората најчесто е кафеава. Училницата на Рики и Кики. Мед. Медот го прават пчелите од цветниот нектар што го собираат од различни растенија. Тие го носат нектарот во кошницата, каде што го претвораат во вкусен и сладок мед. Медот е многу хранлив и здрав, бидејќи содржи витамини и минерали кои му помагаат на нашето тело да биде силно. Медот може да има различна боја, од светло жолта до темно кафеава, во зависност од цветовите од кои е направен. Освен што е вкусен, медот е и многу корисен за здравјето. Училницата на Рики и Кики. Орев. Оревот е плод кој има тврда и цврста лушпа што го штити јадрото внатре. Кога ќе се скрши лушпата, во средината се наоѓа јадрото, кое е многу вкусно и здраво за јадење. Јадрото од оревот е богато со витамини, минерали и корисни масла што му помагаат на телото да биде силно и здраво.
Оревите често се користат во колачи, торти и други јадења. Освен што се хранливи, оревите му даваат енергија на организмот и се добри за мозокот. Лушпата на оревот е кафејава и е многу тврда. Училницата на Рики и Кики. Гнездо на птици. Гнездото е дом на птиците. Тие го прават од гранчиња, трева, лисја и меки материјали за да биде топло и безбедно. Во гнездото птиците ги чуваат своите јајца и се грижат за малите птици кои ќе се изведат. Таму малите птици растат, добиваат храна од своите родители и учат да станат посилни. Гнездото им помага на птиците да бидат заштитени од дожд, ветер и од опасности. Сепак гнездото е кафејаво дека птиците го прават со гранчиња. Училницата на Рики и Кики.